Добро вечер, почитувани. Јас сум Јадранка Костова, уредник и домаќин во овој дел од програмата на 1 ТВ. Вие сте на вистинската фреквенција, ја следите вистинската телевизија. И сега да ја најавам првата тема во овој отворен појас. Автопатните правци Миладиновци Штип и Кичево Охрид претходната влада ги најавуваше како грандиозни инфраструктурни проекти какви што немало во последните 50 години. Но специјалното јавно обвинителство подоцна покрена постапка дека со овие проекти буџетот е оштетен за околу 155 милиони евра. Опозицијскиот социјалдемократски сојуз уште на стартот предупредуваше дека се прескапи овие проекти, но како и да е, се доцнеше и во изградбата и во пуштањето во употреба. Некои се уште не се ни завршени. Но тоа е што беше со претходната власт. Прашањето е сега, што направи Социјалдемократскиот сојуз во овие 2 години откако ја освои власта. Гостин во овој дел е Зоран Китанов, директор на јавното предпријатие за државни патишта. Добро вечер. Добро вечер. И прашањето што направивте од крупните проекти покрај овие две делници, единствено Демиркапија Смоквица за овој период од 2 години ја пуштивте во употреба. Иако е и најголема, онака, мислам, како да кажам, крупна. Добро. Зошто се доцни со овие други две делници финансирани инаку со кинескиот кредит за кој знаеме, нели, што се е поврзано и од бомбите? Значи, пред да отпочнам со се поздрав до вас, до вашата емисија, до вашите гледачи, и ќе кажам дека мене лично, а и на секој, му е полесно да нешто направи отколку да исправи, бидејќи нешто кога е криво насадено, за да го исправите, ќе изгубите навистина многу време. Но да почнеме со ред, бидејќи има многу за што да збориме. Најпрвиот предизвик не беше Демиркапија Смоквица и веднаш не беше кажано, еве готов, не го пуштат. Тогаш јас давав неколку изјави и реков, да, готов е, а не можеме да го пуштаме. Зошто? Затоа што, случајно или намерно, 400 киловолтен далновод стоеше на сред пат, кој што е конекција за соседна Грција према Европа, и кој што не можеш тек така да го исклучиш и преместиш, уште се треба да бараш и дозволи. Како го граделе тоа, го стаиле долго? Не знам, прашајте ги нив, кои ќе бидат гости овде, бидејќи јас ги поканив неколку пати на други медиуми, не сака да дојдат. Значи, вие сте спремни да се соочите со представникот во МРО-ДПМН? Апсолутно го поканив да се соочиме со човекот што бил директор на јавно предпријатие, кој што бил државен секретар и кој што бил министар за транспорт и врски, кој што е најкомпетентен за кој што разговараме. Да каже што оставил, а ја да кажам што наследив. И дојдеме сега со ред 400 киловолтниот долновод. Не беше ни легализиран, немаше ни имотен лист. Го направивме, се отпочна изместувањето, се направи. Вториот проблем за кој што готов пат не можеше да се пушта, беше контролниот пункт. Според правилата на Европска унија, тоа е граден со пари од ИПА и така натаму, сега да не објаснувам, морате, чим имате вакви тунели, мостови, виадукти, морате да имате контролен пункт. Контролниот пункт не беше ни започнат. И кога прашав што е проблемот, ми рекоа маркицата не е на наше име, на ЈПДП. Јас мислев дека сега маркицата ќе е на некое физичко лице, па треба експропријации, па не дај Боже судови. Кога видов, не можев да верувам, маркицата беше на РМ. Јавното предпријатие за државни патишта Чиле. Отидов кај министерот Цугаревски на една седница на влада, се префрли од РМ на ЈПДП, веднаш на изведувачот актор, му дадовме дозволата за градба, се изгради за 2 месеца и тоа е еден многу современ и прв таков во нашата држава и тогаш имаше еден зајадлив коментар дека еве не можеле, мислам дека беше од поранешниот премиер Груевски, дека заради една бандера и една собичка, значи 400 киловолтен далновод не е една бандера, а собичката е 200 квадрати, ако за него тоа е собичка, окей, и внатре има техника од неколку милиони евра. Се заврши, се пушти и толку. И тука најлесно поминавме, така да кажем. Сега одиме на Штип Миладиновци. Миладиновци Штип. Значи тоа е во километри 47
кредитот од кинеската Ексим банка за овој пат е 226. Да, 206 милиони, но Плюс това е 10% Да. ние што плаќаме. Македонија што Да, партиципира. крајниот резултат е 177, Е сега, зашто? и по 2 години, вие Да. скоро го најавувавте Така дека ќе биде Така пуштен е. во употреба Така овој е. пат. И ќе биде кога пуштен ќе ова биде недела. пуштен? Ќе ви кажам зашто. Ова следната мислите? Да, што доаѓа. Некаде средината на неделата, бидејќи вчера бев на контрола и видов се ставаа последните парчиња од заштитната мрежа, ќе појаснам зошто сега се Не, ставала. ќе појасните зошто 2 години Да, се изгубија, а дури сега апсолутно. овој пат ќе Тој биде пат пуштен во употреба. не требало ние да го градиме. Тој започнал 2014 година, рок на изведба по договор 2 мај 2017 година. 17. Но Значи- веќе тогаш се знаеше дека пред 2019 тешко може да бидеш заволја на вистината. Јас кажувам граѓаните да знаат кога требало да биде готов. 2 мај 2017 година. Се користеше една фостула, вика ние сме ги кочеле пуштањето на патиштата. Па како сме ги кочеле кога владата на СДСМ дојде во јуни месец 2017 година. Ретроактивно наназад со џојстик, а патот беше завршен 55% некад. Значи за 3 години 55% беше завршен. За 2 години вие што направивте? Е, сега ќе ви кажам. Јас дојдов за директор, бидејќи договорот за изградба веќе беше истечен. И сега треба да се прави анекс. Почнавме преговори со Синохидро, каде што постигнавме еден договор за fair play, no penalty, no claims. Ние да не им пишуваме пенали зашто не го завршиле, а они да нас клеймови затоа што многу работи не биле отстранети и он не можел да гради. И тука најголемиот проблем беа далеководите, 24 на број вкупно. Мислам дека има една таква убава снимка од тоа какви далеководи, асфалтирани не ги оставија на патот. Тие они ни дадоа рок од 4 месеци да ги дислоцираме. Доколку ги дислоцираме, нема да ги вратат клеймовите. Ако, еве, видите колку убаво е вака наместена бандерата на сред пат, не знам дали служела за кафе, тука не знам што им е замислено со таа бандера, е вака далноводи стоја на целиот автопат, и ова се тие готови патишта што ние ги кочевме и не икевме да ги пуштаме. И се одиме понатаму. Бидејќи предпоставувам, моја предпоставка е дека за 3 години не се изместиле и се овие се викат за 4 месеци како ги измести, ние со добра организација, со добра соработка со Евана, успеавме да ги изместиме сите далеководи и се отпочна со изграда во некаде крајта на март, почетокот на април месец. И до 2018? Да. И до нова година патот, како пат, значи ова година, тој беше завршен. 2019 веќе отпочнува. Патот за една година, ресто 45%, тоа што е од проект е завршено. Е сега проблемите. 24 далеководи на и покрај траса. Доаѓа декември месец, 19 декември, ние добиваме писмо од Синохидро дека патот е завршен, може да се пушти во употреба. Вие одите, предпоставувам, на терен за да видите каква е состојбата. Нормално. И сега надзорот ги собира документите, прегледува фактури, ситуации и така натаму и гледаме дека некаде околу најмалце 35% од заштитната мрежа фали. И сега постоеше ризикот дали да го пуштиме без заштитна мрежа. Тоа безбедносно како што викаше пред некој ден на прес од ВМРО ДПМН, за да не проаѓале овци. Значи, јас не би сакал таа овца ни на тој што го читаше тоа да му излезе кога он вози 120 таму, па после да не треба да го жалиме, а ја па да одговарам. Затоа ги истрпав кртиките, но завршено е, последните траси се местеа вчера, денес, утре, ова недела завршено е со мрежата. И сега што е па проблемот со мрежата? Да ви кажам. Што е проблем? Во проектот ја има, у промер пресметките ја има, во договорот на нашата држава со Синохидро ја нема. И сега он... Ама зошто? Толку дилетантски е целиот проект правен за да се јавуваат такви проблеми? Ви кажувам, во проектот ја има.
од проектантот. Да, Во но договорот договорот со Синохидро ја нема. ја нема. Ама зошто? Кој ги склучува тие договори? Па, прашајте предходната власт, кој бил министер транспорт врски, прашајте ги. Зошто ја нема? И сега доаѓате до ситуација како да ја наместите таа мрежа, како да ја изградите. И влеговме у преговори, седнавме, земавме ситуација од Кичево Охрид, таму ја има, земавме која е таа упоредна цена таму, земавме цена што имаме од Македонија пат, најниска цена што е ставена на некој друг пат, надзорот даде налог на изведувачот собираше понуди и по таа најниска цена што се доби почна да изведуваат, но очигледно не стигнаа да ја завршат. Сега ја завршија. Сега, остануваат други две работи. И патот ќе биде пуштен на две места, ќе има времен режим на сообраќај, тоа е на делница од по 500 метри, ќе ви кажам зошто. На надпатникот кај Свети Николе има проектирано надпатник слеп. Нема, не оди никаде. Толку. Така е по проектот. Ама што била смислата на проектантот? Па сега ќе ви кажам. Десно има населени куќи, што таа таму, не знам, 20, 30, 40 години, не знам да кажам колку, има ниви, има се, но ги немало во дупот. И он нема врска, сега овие луѓе да ги поврзе. И сега, ние правевме препроектирање, правевме како можеме да го приклучиме целото тоа, за да може да функционира, бидејќи не може да кажеме, а умеѓу време луѓево па ги легализирале куќите, но и да не е така, не можете вие да ги оставите луѓето да не можат да преминуваат, додат у Свети Николе, додат до своите ниви, не можат да додат до гробишта и сето тоа. Целото ова ќе биде завршено некаде за месец дена и тука, и исто се ќе кажем и за надпатникот кај Кадрефаково, тука ќе има времен режим, тоа е по 500 метра, каде што треба само граѓаните, возачите да ги почитуваат брзините и толку. На Кадрефаково бил проектиран исто така со слеп завршеток, не се прикажани куќите и во таков случај ние треба првиот ред куќите сите да ги урнисаме. Нормално, вон памет. И таму наново се препроектираше за да се направи како да оди тој надпатник, да се приклучи на локалните патишта внатре, а во меѓувреме комплетно, после не знам 20-30 години колку е стар тој пат, комплетно е рехабилитиран од Кадрефаково и тоа на излез кај близу раскасницата со Свети Николе до Штип, целиот пат за граѓаните од Кадрефаково да може да се движат и по овој пат и по тој пат. И тој, и овие два надпатника, јас очекувам некаде за месец и кусур да бидат завршени, но тие не, повторувам, не се на трасата на патот, туку се надвор од патот, но време режим ќе има на страната од патот, да кажеме, од 1 метро со сигнализација, бидејќи тука ќе минат камиони и луѓе за да се внимава со брзината. Третиот проблем, кој што исто не е третиран, како ќе пијат вода луѓето од Свети Николе. Значи, водоводните цевки од Злетовица не се третирани. Значи, треба со патот да ги пресечеш и толку. Ајде и тоа се направи. Системот за наводнување од Драгалница. Значи, ми го зборувате за 2 години, со што сте се занимавале на овој патен правец? Не, тоа е година и пол, не се 2 години. Добро. Значи, нема ни година и пол. Значи, се тоа треба, најголемиот дел е завршено, делот во периодот што следува, но тоа, повторувам, не на трасата на патот. Исто така се соочивме со нестабилни косини и мала геомеханика и се направени геомеханички испитувања во износ од 500 метри. Добро, конкретно сега, вие сте правник инаку. Да. Договорот со Синохидро, самиот договор со кинеската Ексим банка, има третман на коруптивен, затоа се ја води постапката. Не е малку од правен аспект чудно да се прави анекс на договор на договор кој веќе се третира како коруптивен. Значи, вака, ништо, како правник ќе ви кажам, ништо додека не се добие пресуда, не е званично. Прво. Второ, не може друг да го продолжи патот, бидејќи по ФИДИК тој го има добиено, тој пат да го гради. Сега, каде настанува тука, кој веќе спомнавте се? Да, сумата, како што рековте, вие рековте 206 милиони од кинески. Да, ама 206 се од кинескиот кредит. Да, другото е 10% од нас. Колку чини сега? 177.
Сакате да кажете дека вие сте заштедиле... Не, тоа се дели на клизна скала, тоа тие што занимаваат со таа дејност може да објаснат, разлика до курсот долар, евро и од статистика се земаат податоци и дел што нормално што можело да се заштеди. И значи државата Северна Македонија помалце од 226,49 милиона евра нема да користи кредит и нема да треба да враќа во иднина кредит. Сега, кога збориме веќе за цени, бидејќи пред некој ден имаше исто така на еден прес, ќе ве замолам ако може што го имаме компарацијата, истата оваа компанија, Синохидро, во меѓувреме сака да си гради и тендерираше преку ЕБОР, тендер значи на Европска банка и обнова и развој, каде што на тендер, повторувам, не во парламент, не во договор, не во 4 очи. Да разјасниме дека овие пари се земени со закон во собрание, кредитот, нели, усвоен, но социјалдемократите гласаа за него. Значи, иако велеа дека условите не се баш... Значи, таму е направена другата грешка, бидејќи е прескокнат законот за јавни набавки, но да не навлегувам, тоа е дело. Истрга не сака да навлегувам. Јас сакам да кажам како претходната власт склучувала договори по кои цени, иста фирма, исти позиции, како сега. Или ќе бидам, ќе го користам, иако не сакам нивниот речник, еве, фирмата Сино Хидро, во време на владата на Груевски ако може одреđија да го вратат, еве го. Има добивано цени за Меладиновци Штип, а сега, во време на оваа власт, на СДСМ, истата таа фирма за исти позиции, ќе спомнам, изработка на тампон од дробен камен, 30 сантима, 573 денари на Крупиште Кочани. На Миладиновци Свети Николе 2202 денари. Мислам, 3 пати повеќе ќе дојде. Набавка, транспорт и изработка на битуминизиран долен носив слој БНС 32 СА 55 денари сантиметар на Крупиште Кочани. Сега, тогаш 107 денари. Значи тука е двојно поскап. Набавка, транспорт и изработка на полимер асфалт бетон, завршен асфалтен слој на Крупиште Кочани. Сега, на тендер, 70 денари. Тогаш 185 денари во 4 очи. Набавка, транспорт и поставување на арматура на објекти, 44 денари килограм сега на Крупиште на тендер, тогаш 92 денари во 4 очи. Оплата и бетонирање со бетон МБ30, 6372 денари, сега на тендер на Крупиште Кочани, тогаш 12.000 денари. Вака се однесувал некој со парите на граѓаните во минатото, а како е сега, не е тоа како ние се однесуваме. Си има тендер, се доаѓаат понуди и тука веќе е јасна ситуацијата кој може да добие и не можете... Јас ќе ви кажем еден друг парадокс. Тие што се занимаваат со ова работа, ама тоа не знам дали кога ќе дојдеме на Кичев Охрид може да збориме. Таму имате парадокси да... Да, ќе дојдеме до тоа. Добро. Само кажете ми, реков идната недела ќе се пушти во употреба, ќе правите повторно некаква фешта? Капија смоквица со плех музиката со парите. Не, тоа беше, јас бев само на грешка место, грешка време, тоа беше организација на актор, а ми беше, ај така да кажам, забрането да објаснувам дека јас не сум тој што оди напред со луѓето, тука е директорот Коста Симонову, зашто и самиот актор се испрати до сите медиуми, но џабе беше да се правдам и толку, а иначе јас со пријатели си седам, немам таков проблем, но тоа нити сум учествувал тоа, нити било моја организација. Овде од кој калибар ќе биде пуштањето на Јас мислам дека ние и до сега не практикуваме сечење панделки, ленти, лопати, фрлање. Еве го почна кога го почнувавме и патот Штип Радовиш, кој што е гордост и показател како кога ќе се реши навреме некои работи, се гради експедитивно и брзо, тоа впрочем граѓаните може да го видат. Значи, ако само да спомнам на кратко, тој пат треба да биде готов за 3 години, јас ви тврдам дека ќе биде готов за 2 години и 2-3 месеца, освен не дај Боже, не знам што да се случи, ама таму
изведувачот го воведовме со 98% завршена експроприација. Во другите случаеви ќе спомнам зошто секаде се доцни заради експроприација, бидејќи граѓаните експроприацијата не ја гледат како дел од градежништвото, но за жал е многу голема кочница. А некој донесол во минатото еден многу лош закон 2012 година, да експроприацијата не ја кочи дозволата за градба, ама нит можеш да го пуштиш со завршена, без завршена експроприација, нити па, ако има спор на суд, можеш да продолжиш да градиш. И тогаш плаќаш клеймови. Така, тоа ако треба ти прадовиш 3 години, избори имаме 2 години и 3 месеца. Ќе има избори ако ако победите, па да продолжите. Јас кажам кога ќе биде завршен патот, тоа е за граѓаните на сите и насушна потреба, а во меѓувреме се рехабилитира и постојниот пат Шти Прадовиш на задоволство на граѓаните, кој што е постар од 30 или 40 години. Да преидеме на автопатот Кичево Охрид. Тоа е пат долг 57 километри. Кредитот е овде поголем. 411. Да, јас 374 се од кредитот кинески. Тоа е покомпликуван заради теренот и тој не се гледа крајот на овој автопат. Кога ќе биде готов, а се планираше 2018. Се започна февруари 2014. Значи 4 години, ова е 5-та година. Значи анексот што е потпишан за продолжување на работите, очекувам, а таму е потпишано 2021 година, дека треба да се заврши. Значи ако некои абнормални работи не се случат, може максимум 5-6 месеци да се пролонгира, бидејќи го гледаме темпото како е, но дозволете да објаснам и овде ќе ви прочитам неколку работи од надзорот кој бил многу педантен, кој што ги евидентирал и овде е започнато. Значи што ги искомпликува и го искомпликува целиот проект? Е вака, целиот проект го искомпликува проектот. Значи, еве ќе прочитам надзорот, со кој што многу често, за жал и за среќа, за да научам, а не би сакал толку често да се среќам, бидејќи тоа значи дека нема проблеми. Ангел главен надзор на тој пат, ќе ви прочитам една реченица. Добро. Не морате да бидете градежен инженер за да ја сватите. Вика, во самиот геотехнички елаборат, авторот нагласува дека трасата на геофизичките истражни работи не се поклопува со трасата на идниот тунел, која при изработката на главниот проект е променет. И сега чекај, тунелот се гради се гради таму, јас го испитувам земјиштето ваму. И кажете ми, вие со која техника ќе градите? Добро, ако е ова вака, ќе сносили некој одговорност? Ова е дилетантски правено се изведувано или без геомеханички испитувања? Сега ќе ви прочитам уште 2-3 работи, ве молам, бидејќи сакам за јавноста да е. Вика на изведувач, значи ова е доставено 2014 година, човекот си укажа. Вика на изведувачот се уште не се му доставени депониите одлагалиштата. Резерварот за вода и хлоратната станица на Кичево е во трасата на автопатот, со што представува пречка и влијае на изградбата на патот. Се јавува потреба од нови цевасти пропусти, непредвидени со проектот, кои представуваат потешкоти кои влијаат на изградбата на патот. И за крај ќе ви прочитам неколку работи завршно што ги евидентира, која прават една општа слика. Ве молам да бидете стрпливи. Вика, процесот на вештачење и експроприација на насади, шуми, овошки, лозија и други култури воопшто не е отпочнат и истиот отпочна подоцна се уште трае. Трето, процесот на вештачење и експроприација на објекти, на траса, куќи, верски објекти, бензински станици, фабрики, ресторани, хотели не е отпочнат, се уште трае. На денот на воведување работа, електричната и телефонските водови не беа дислоцирани. Тоа е све 2014 видите кога е правен. Изведувачот беше воведен во работа без притоа да му биде даден во посет одлагалишта. Веднаш по трошувањето на градежните активности беше констатирано дека геологијата на теренот не одговара на геологијата предвидена со проектот. Во врска со стабилноста на косините, ова е многу битно, затоа што ова сега, за жал, го препроектиравме. Уште тогаш е укажено. Кој го правил проекти? Кој го правил проектот за да многу мајстори. Надзорот вака многу мајстори.
И го ревидирал градежен Од факултет. струката или за да има толку многу, да речам, Послушајте што овие грешки. две работи и ќе подискутираме на таа тема. Во врска со стабилноста на косините, ниту еден усек не можеше да се работи и не е изработен според проектот. Усеците на кои беше отпочнато со работи согласно проектот почнаа да се рушат, а продолжувањето со работа според наклоните предвидени со проектот представуваше потенцијална опасност на обрушување на големи количини материјал од неколку стотици илјади се до над 1 милион метри кубни земен материјал. Од тие причини надзорот по претходно добиени инструкции до инвеститорот работеше и изработи 50 предлог решенија, значи уште тогаш се видело дека ова работа не ја бива. И вика, од извршените анализи на предлог решенијата се наметнува потреба од 8 до 9 милиони метри кубни дополнителен ископ со потребна заштита и подпорни зидови. Овие предлог решенија во наредниот период надзорот ќе ги представи на инвеститорите и така натаму. И последното, беше констатирана потреба за кој што некој у парламентот не знаеше дека го имате уште тогаш направено. Беше констатирана потреба за изработка на комплетна проектна документација за вкупно 9 клучки, 2014 година, повторувам, од кои само клучка Кнежено беше предвидена со проектот, а и таа се препроектира затоа што незината местоположба се поклопуваше со местоположбата на регионалниот резервоар. Добро, да, се лоцираме. Преминато е на проектирање. Таму се работи синохидро, но подизведувачи се граните и трансмет. Не, 4 се. Гранит, Илинден, Викторија и Трансмет. И се работи интензивно или... Значи вака, таму никогаш не е застанато да се работи. Во моментот, ако треба да се работи со стоп, завршени се преговорите со Синохидро, бидејќи, како да ви кажам, вие не може, работата војната стана околу дополнителните работи. Сметате дека 2021 е целиот автопатовој ќе биде готов? Ќе пуштате во меѓувреме делови од тоа патот? го кажувам неколку пати. Например, делот што побрзо ќе се заврши, тоа е долниот дел од Охрид, како се движите према Струга Дебарца. Например, се направат по квантуми 7-8, како што доаѓа до Клучка или до Раскрсница, или 10 километри, ќе се пуштаат. Нема да се чека 2021 година. Најбавниот дел ќе биде горниот дел, кај што е после тунелот, кај што се виадуктите, бидејќи тоа се таму сериозни градби, кои што не може секој да ги гради. Зоран Заев, како лидер на СДСМ во опозиција, кога ги пушташе бомбите за овој патен правец, рече дека 103 милиони евра е преплатен. Кичево, Охрид. Колку ќе чини, имате проценка, бидејќи ќе се гради уште барем 2 години? Така. Значи, по проектот, по договорот е 411 милиони евра, од кои што 10% се средства кои што ние треба да ги дадеме. Сега, бидејќи, еве видовте, а може слободно утре да ги повикате професорите од граѓански, тие работеа цело време со нас на изработка на дополнителната документација што треба да се прават препроектирањата и на додатните работи, бидејќи таму имате кога излегувате од тунелот, ќе бидам пластичен, кањон од 100 метра под вака. И сега цело ова треба да се спушти. Тие се тие 8-9 милиони метри кубни или клучки. Вака како што бил проектиран, се качуваш на Кичево до Охрид, нема се мењање. Колку се потрошени до сега? До сега има останато уште некаде 200, значи полова не се троши, околу 200 милиони евра. Но правото на користење заврши 15 јануар ова година. Ние, јас лично, неколку пати мејлови праќав до Ексим банка да ни дозволат да продолжиме со правото на користење додека да се одобри ресто од кредитот. Тие рекоа не заедно ќе стигнат. Јас не бев од тоа задоволен, но покрај сите мои усилби и напори, тие рекоа тоа ќе стигне заедно. Знам дека Ексим банка не извесе дека од нивна страна е одобрено, од Министерство за финансии нивно е одобрено, од Министерство за транспорт одобрено, од владата е одобрено, мислам дека сега им проаѓа у парламент и треба да не го достават. Криво ми е, испуштивте 2 месеци кои се многу градежни, а веќе има буквално, ако стигне утре кредитот, првата фактура ќе биде 20 милиона евра. Бидејќи и таа ни е предвидена во нашата капитална инвестиција, што викаме, иако капиталните инвестиции, да појаснам на граѓаните, се меша тој појам, ќе дадат на телевизија капитални инвестиции, дават багери и булдожери, а не кажуваат дека нашите капитални инвестиции не влегуваат во капиталните инвестиции на владата. Да. Ама тоа
каков квалитет ќе биде на овие автопатишта, бидејќи постојано се реконструираат се патиштата во Македонија, не само автопатот или автопатиштава. И јас мислам дека повторно многу брзо се дупки по тие патишта, камен во бубрек да извадите без малку. Неквалитетно се работи, неквалитетен е се материјалот од кој го прават. Што е проблемот за разлика од другите европски држави? Тоа е мојот впечаток. Не е само да градите нови патишта, а старите да ги запоставувате по 2, 3, 4, 5 децении. Тоа е неодговорно. Ама квалитетен да е. Ние точно за квалитетот сега ќе ви кажам две работи кои што сме Уште неколку минути имаме за тоа. Значи во моментот се рехабилитираат патишта во должина 375 километри. Во меѓувреме тоа се регионални магистрални автопатишта од секаков облик. Не постои регион во државата околу кој не се работат 1, 2 или 3 патишта. До крајот на годината одговорно тврдам дека ќе имаме рехабилитирани некаде околу 400 километри регионални магистрални се што е оштетено се ќе биде рехабилитирано. При тоа користиме, доаѓам на вашето, една машина што беше заборавена дека ја имаме, тоа е еден многу современа опрема во едно комбе што имаме, која што само минатата година вредните луѓе од ЈПДП некаде околу 4.500 километри снимаа, значи ја мери дефлексијата, рефлексијата, дилатацијата, во каква состојба се патиштата и не да ги правиме патиштата спрема тоа како мене и вас ви е желби или на кој митинг е нешто обеќано, него науката да покаже, таа машина современа да каже ова има приоритет, ова и ова. Во меѓувреме за прв пат направивме испитување со полимери на Демиркапија неготино се бесплатно. Значи има светот оди напред. Јас бев зачуден зошто кај нас немаше никаква презентација, ништо не се случуваше. Во јавното претпријатие за државни патишта сега буквално на секој месец-два наред чекаат да дојдат фирми да се презентираат, да покажат што е ново. Последното беше многу успешно спроведено со Градежен факултет за полимери во бетонски слој. Поентата е нека биде и поскап материјалот. Значи еве за тие да не биде нон-стоп се реконструираат затоа што е неквалитет. Апсолутно сум согласен. И целта ми е тоа. Имавме презентација исто така и на други пластични влакна, сега на просто ќе кажам, за ставање во асфалтот, кој што првично ќе го покачат 15% цената, но место да го рехабилитираш, пример на 10 години, ќе го рехабилитираш на 20 години. И треба нон-стоп со ова машина да се прати абечкиот слој. Зборот ви кажува абечки, тој што се троши. Во меѓувреме, минатата година, за жал, за прв пат видовте една банална работа, за прв пат се сечеа дрвја, шуми, да не кажем обраснати патишта, за прв пат отпочна чистење на канали, на канавки под патишта и најголемиот штетник на уништување на патиштата, меѓу другото, е и водата. Така, последно прашање кратко. Премиерот Заев најави некаква чистка метла од неспособните кадри. Вие сте кадар, предпоставувам, на Заев, бидејќи вие го водевте јавното предпријатие Струмица газ, кој е успешен проект. Тоа не е спорно. Со се ова што кажавте, предпоставувам, верувате дека вас метлата нема да ве закачи. Видите, едно знам, дека од прв ден, и кога сум почнал со гасификацијата, нешто за кој сум посебно горд, бидејќи без цевка до Струмица има гасификација, а не сум машински инженер, правник сум. Значи, кога се сака се може. Од прв ден сум бил максимално посветен на својата, што е ѓаволски тешко и напорно, максимално давам се од себе, едно како дел од новата влада нормално, а друго и како една морална обврска лична спрема него, затоа што ми бил и градоначелник, ми дал доверба за гасификацијата, а негова е одлуката, е апсолутно негово право, со тоа воопшто не дискутирам, не дебатирам. Ви благодарам што бевте гостин во Ви благодарам и на вас, повелете и друг пат кога сакате. Така. Па еве, ако прифатат од ВМРО ДПМН да дојдете на соочување, тоа би било навистина добро, за да се види чии аргументи се посилни. Тој што вика дека готови не биле готови. И јас да кажам, он што ми оставил како чекав, дозволи, зошто се чекало дозволи за градба на Патарине година и пол дена.
а он бил министер, а пред тоа бил директор. И како не му стана криво да каже, деве да видам до кај работа. Добро, еве имаат уште еден јавен повик за соочување. Благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас. Се гледаме за неколку минути во Централниот дневник. До тогаш пријатно.